Уствари минатата епизода заборавме да го спомниме можда и најбитното нешто околу Secret Santa, а тоа е дека бистрите деца го имат крстено Secret Santa, таен Дедо Мраз. Демек тие таму на работа што си подарат со другарите се многу тајни Дедо Мразовци. Ова е вистинскиот го знаеме, познат е тој, сите го знаат кој е вистинскиот Дедо Мраз. Само тие на работа се тајни, тој не е таен. Уствари целата работа околу Дедо Мраз и поклони така натаму околу таинственост, исто како што е околу таинственоста, пример кога ќе сработиш нешто и кога не ти плаќат година, дена, две. И то треба тајна да биде. Пошто тие ако не ти плаќат, битно народот да не знае, ти да не кажеш. Чобилова пеачи се собрале таму, кажуват пари да си ги бара. Како така? Еве тука нешто две песни ќе од ти спеат и са парите си, чекајте малце бе. Ама нима побитни работи од вас, вие што си имате сработено, шо ема праиш муа бе. Та си, уште посмешно ствари не е смешно. Овакви случаи има со лопата гирини, само што не ги гледаме по телевизија. Пошто и тие се дел од пропагандата Secret Santa. Муа тој ќути си имаш пари за земање. Тој имаш пари за земање, може ќе биди по 50 години, може никогаш нема биди, ама не и себе. Ама па ти си кир дрвата ги растовај. Тука ајде да не тераме натаму работата, да не правиме негативности сега. Последен викенд од 2024-та. Да живниме малце, да расположиме работа. А тоа ќе го направиме ако се вратиме на овие темите со прослави, пошто нема само предновогодишни прослави со фирма. Не бе батули, имаш предновогодишни прослави со се живо, со лопата може дирин. Со најпрво кој што е редо шпицата да ја пуштиме, па после си правиме муа. Можи? Ајде бат. И кој што рековме на отварањето на епизодата, забави има бе бате колку сага. Прослави, журки, бе, сите слават нешто. Што слават, појма нема. Битно е да се слави бе бате, весел вади. И на крајот на денот како нема што се слави. Па завршва една година. Значи оставаме старата зад нас, а земаме новата пред нас. Или што би рекле онаму на западот, надвор со старото, внатре со новото. Што и да треба тоа да значи. Значи ги славиме новите денови. Пошто ете пример вторник е стара година, среда е нова, а после 14 имаше на стара нова шо. Нема везе, збунвачки е многу. На крајот на денот не е ни битно да се слави бате духо да е среќен. И за прослави имаш разноразни. Можда најпопуларни последен период се овие денските журки. Едно време се вика after work, демек после работа журка. Работиш до 4, 5, 6 сато и од тука директ на пиење. Оти немаш по паметна работа си завршиш, некоја не ти бате од тука треба на пиење до. Значи не да чекаш до вечерта викенд да се направиш питулица, одма бате тука. Е са негде функционираат тие, негде нема. Кога ќе дојди пред новогодишен период, па нема некоја журка што не функционира бе. Значи декември се штеди. Добро, до душа некои ги токмат времиња. И кога ќе дојди нова година бе, кога ќе излези се живо. Значи има луѓе што не излегват цела година, не излегват и ќе излези за нова година бе. И после не знаеле да се понашат во луѓето. Кај да знаат бе брат. Чи има разбирање са, него му е денот тој. И тој треба да излезе да се направи питулица и да направи проблем некој ти како ќе го памти ден. Така вие си мислите. Што вие лесно вас излегвате секој втор ден таму и ништо посебно нова година. Има луѓе море нова година му со душа се чека. А тие што се највредни, пошто во Божј ден се паѓа новата година, ако имат заштедено некој ден одмор, ќе го земат тогаш или боловање некој ки. Има си врзат бате од петок до онаму до другиот понеделник. Значи можеш комотно на одмор дојдеш. Ала нема дојдеш пошто се празници, ме сваќаш. Пошто дур да се одмориш од нова година ќе дојдат Бадник, Божик и така натаму. А за Божик кај се дома бе бате со фамилија. И го ќе видиш дури да сакаш да одмориш ти едена, не можеш пошто треба со луѓе намаса сеш секој ден. А не знам дали знаете, ама ич не е лесно да си намаса по цел ден секој ден. Затоа кога ги видите луѓето по кафани што киснат од тепани, да знаете зошто со тепани. Отиде знаете колку е тешко намаса седи. Да пиеш, да јаиш, да збораш со луѓе цело време, да бистриш политики. А нема теоретска шанса се пропушти бистрење политика на слави, на прослави, на забави беба. Значи ми се чини има две работи без кои мажи не можат да одат на забава и на прослава или особено на слава. А тие се зборање за политика и зборање за спорт. Се има некои луѓе поке што сакат политики, има некои поке спорт што сакат, има некои ништо што не ќе тамо, што нема за шо. Ќе кажи па некој онакво да се највомува. От иначе ќе треба за времето збор. Дека снег паѓа во декември. Исто така имаш многу приватни забави. А колку има приватни забави. Колегите од овие поопшто народните музики да речам, се од тепа од приватни забави свире. Па го ги клават тие листите по Facebook и по Instagram, ќе прочиташ две локации што ги знаеш и другото е private party. Се е приватни забави.
забави. И тек тук по некое ТБА. Што значи до ТБА да го прашаш појма не? Треба сега да го напиши. Целосно име нема појма да има да го напиши. Ама што има врска, гледаш другите клават ТБА, клаити ТБА. Што знаеш може кафичене. И како човек што е дел од таа професија, можам да речам дека нема нешто потешко од приватни предновогодишни забави. Ќе речиш зошто? Постојат многу фактори. Прво и основно ги спомнавме овие што не излегват цела година. Тие идат на тие приватните забави. Значи тој нема излезено, не знае како се понаша, во луѓе се турка, сегде го има ќор направен. Дошол во 9, во 9:30 веќе питулица е. И не ќе знае поќе кај да оди, ќе те види тебе музичар, тебе ќе ти се обеси. Ама ќе ти се обеси, вака ќе ти застане, ја. Вака ќе ти застане. Уцете поштова многу. Живи се како брат те сака. Ти не се кајтера, не знае кој е во моментот, ама тебе како брат те сака да знаеш. Значи како те сака тебе, бе душата ќе ти ја даде. Толку многу те сака како брат, што ако не дај Боже ти остае некое стотче бакши, утре кога се отрезни ќе то те паколне. Пошто знаеш ти колку е некое стотче, мора ќе клаеше негде на машина, што знаеш пош ќе фате. Потенцијална добивка ти да. Значи луѓето се најбитен фактор. Пошто ако се убе луѓе, пример ќе се договорите, ќе кажете колку толку време готово. Арно! Ако не се баш луѓе, вие ќе договорите колку време. И то првото може ќе биде толку. Ама то време тоа те ужива и да не се секире. Значи ако си се договорил 2 сати, пошто пред новогодишно нели забава еуфорија, рачуне дека пута 3-4 ќе биде. Рачуне дека утре задутре не ќе можеш баш да пееш, ама добро. И сега ќе речиш да, ќе останиш, ама ќе ти доплата. Уживаева туле, нема проблем. Ретки се луѓето во Македонија што го ценат тоа што го правиш, камоли да те наградат. Значи тоа е скоро мислена именка. И се одма тука ќе се фрлат во коментари. Овие ништо што не му се го. Доста се буните вие пеачите, ќојте ќе попејте малце, ќе земите парината. Само едно нешто ќе ви кажам на таквите, знам дека е џабе, ама јас да си кажам. Дур не пробаш бе бате. Да излезиш да застаниш пред толпа луѓе, да му го држиш вниманието на сите со сати, секој ден. Да не зборам што се има случвано да свириме по 3-4 пати ден. Ајде не мора 3-4 пати, не мора ни секој ден. Ете секој втор ден нека. Не мора ни секој втор, еве викенд, петок, сабота, недел. Другите 4 дена ти давам слобода. Дур не го направиш што да речиме година дена во континуитет, немаш право да коментираш. Добро, имаш право, технички сите имат право. Таа моќ на интернет. Исто така имаш забави што ги организираат општините. Добро, некои општини организираат поќе, некои помалце, некои ич, некои кои што гледаме организираат не плаќат, не можеш да знаеш. Што се дешава, Ама добро, за другите градови може да не знам, кај нас Битола има програма со дено и до и после нова година. И машален тон луѓе се качија на табината. Па што знаеш, вака 5 точки на вечер, може да и некој вака што ви е познат, вака што го знаете, може да ќе се качи ќе попе. Може да нема ни да попе, може ќе позбора, не може да знаеш. За овие музичарите битолски никој не се зна. Битно јас мислам дека весело ќе биде, па са не знам вие. Најубаво да дојдите да си видите. И нормално, најмногу бројни, најбитни да речиме новогодишни журки се тие ноќни по кафичи, по клубови, по изнајмени места сега. И тие се исто така може да едни од најтешките свирки што може да биде. Пошто ете да речиме народњаците кои свират свадба, се договарат нека одредена сума, свадба ко свадба, весела атмосфера, сите се дојдени преубаво си поминат, голема е можност ако ги развеселиш луѓето да добиеш и нешто плюс. И знаеш, журката е таква, настанот е таков, има некаква енергија. Новите години бате може и има енергија, ама многу поверојатно е да треба ти да видиш тој кловно што ќе направи цела енергија, пошто обично луѓето се така малце отмени, како се вика на надмени, вака намќор малце. Ако се намќор мислат дека многу убај се си. Освен тие што имаат одено на денска журка, тие се веќе наштимани, така што супер се ти. Сакал ти или некил за нова година ќе треба пееш некој репертоари што не киш да ги пееш. Едноставно не уживаш во процесот, цел тој период ќе ти биде мачен, тежок. Ти многу е терсене да правиш нешто што не киш да го правиш, а да треба да ги развеселиш луѓе. И зато последно време некако сакам да си ги одберам местата кај што ќе настапам. Не ми се настапва по секоја цена. Ми нема поента, знаеш, кој сега веќе треба да се посветвам на други работи. Треба прво да најдам поќе време за себе за да направам некоја нова музика, да си го правам тоа што сакам јас да си го правам, па ако има време или ако имам желба за негде, да одам да отсвирам, да испеам. Треба конечно во живото да направам и втор концерт, пошто првиот беше таму 13-та, 14-та, кузне која беше, не знам, одамна бе. И тогаш беше Хераклеја, сега што ќе види. Ама здравие, има време. Кој што рековме, не можеш да знаеш новата година што можеш на пример да знаеш дека кај да е, времето го носи крајот на оваа епизода, а се друго ќе дознаеме во свое време. Толку од мене за денес, имајте убав викенд, полека со журките, со Иса, па ние се гледаме здравие понеделник во последната епизода од ова година, кај што ќе направиме една рекапитулација на се што се дешаваше. Поздрав дечки и имајте убав викенд.